За 2020 година имам да кажам дека беше дефинитивно тешка година, особено на глобално ниво, но и на приватно ниво. Но исто така во 2020 година успеа да ми се проткајат едни од најбавни моменти во мојот живот, така што мислам дека можам да кажам дека 2020 година беше година на екстреми, како лоши така и добри. И година во која што се надевам дека повеќето од нас, ако не и сите, научивме да бидеме малку потолерантни, да бидеме малку поемпатични и да покажуваме малку повеќе љубов и разбирање како кон другите и нашите блиски, така особено кон себе си. Барем се надевам дека повеќето од нас успеа во тоа оваа година. Книгата и пишаниот збор во 2020 верувам дека одигра огромна улога. Барем можам за мене да кажам дека во оваа година прочитав многу повеќе книги отколку што сум прочитала, не знам, во последниве 3 или 4 години заедно. Како некоја книга која што можеби ми означи годинава, можеби малку црн хумор, а можеби малку символично, верувам дека беше книгата Љубов во време на колера. И исто така поезијата на Рупи Каur во нејзината книга Мед и млеко, две книги кои што имаат одлични преводи, кои што може да ги најдете во литература МК. И верувам дека овие две книги ми баш буквално символично ми ја опишаа годината низ пишан збор. Имам доста желби, како и сите ние. И иако повеќето од нив ќе ме направат да звучам како кандидат за, не знам, Мис Универзум, верувам дека е важно да се каже дека за следната година посакувам да имаме многу повеќе љубов, мир и толеранција на глобално ниво. Но исто така би сакала дека да продолжи тој тренд на себе разбирање и себе поддржување и онаа љубов и толеранција која што би се покажувале самите кон себе си. И особено се надевам дека ќе ни се врати можноста повеќе да се гушкаме и повеќе да се сакаме. И со тоа и да бидеме некако за нијанса посветни во 2021, а особено да бидеме многу поздрави.